Во ова издание, како американците со потекло од Авганистан гледаат на ситуацијата таму. Што презема Турција за да се справи со огромниот наплив бегалци и мигранти? Зошто децата се поподложни на инфекции од варијантата Делта? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Најмалку 46 луѓе загинаа во сојузните држави Њу Јорк, Њу Џерси и Пенсилванија како последица на поплавите предизвикани од поројните врнежи од остатоците од ураганот Ајда. Американскиот председател Џо Бајден е во посета на Луизијана, која прва беше погодена од силното невреме. Вети федерална поддршка за санирање на последиците. Повеќе за ова на нашиот вебсайт и на нашите профили на социјалните мрежи. Продолжуваме со друга тема. Како американците со потекло од Авганистан гледаат на ситуацијата во оваа земја? Гласот на Америка разговараше со повеќемина кои велат дека пред се загрижени за безбедноста на нивните роднини и пријатели. Мохамед Даат Сервери и неговите пријатели нервозно го гледаат развојот на случувањата во Авганистан. It's not a fall of a regime, it's a fall of a generation. Не би рекол дека се работи за пад на режим. Ова е пад на генерација, образована генерација на девојчиња и момчиња кои имаат сон за подобра иднина за Авганистан со помош на САД и другите афганистански сојузници. Тие се загрижени за нивните семејства и пријатели под талибанско управување. Не само моето семејство, туку и целата држава се соочува со истиот проблем. Еден проблем е што не можеме да ги донесеме семејствата тука, а друг проблем е што не можеме да одиме таму. За сега се е неизвестно. Велат талибанците се една група, но тоа не е точно. Еден ден една група дава изјава, друг ден друга група. Тоа е опасно. Афганистанците со кои зборуваше гласот на Америка во САД не се согласуваат со начинот на кој Америка се справува со повлекувањето од Авганистан. Џозеф Азам е коосновач на фондацијата Афганистански американци за Бајден Харис. Крајниот збор го има председателот Бајден, бидејќи тој е одговорен. Тоа не е спорно, но процесот на повлекување почна со председателот Трамп, на кој му предходеа Обама и Буш. Азам ги обвинува поранешниот председател на Афганистан Ашраф Гани и неговата администрација за некомпетентноста и корупцијата што ја довеле државата во ваква состојба. Други велат дека фокусот сега треба да биде на тоа како талибанците ќе владеат. Сега велат дека ќе ги вклучат малцинствата и ќе ги почитуваат човековите права. Јас не верувам. Веќе можеме да видиме одредени знаци без да слушаме што зборуваат. Некои афганистански американци имаат надеж. Талибанците се променија во споредба со порано. Изминативе неколку дена изгледа дека им дадоа заштита на поранешни високи владини представници, дури на гувернери, воени команданти и министри. Членови на афганистанската заедница ги повикуваат САД и другите држави да осигураат дека талибанците ќе ги почитуваат човековите права и оти ќе ги одржат нивните ветувања. Ако талибанците навистина сакаат да владеат во Авганистан, очено ќе им треба финансиска и политичка поддршка од светот. Таа поддршка треба да биде условена. Со таков притисок светот ќе влијае врз талибанците. Треба да ги почитуваме меѓународните човекови права. Ова е хуманитарна криза и треба да осигураме секоја влада да биде инклузивна за афганистанците. Афганистанската заедница во Америка исто така ја повикува Белата куќа да ги забрза евакуациите на сите афганистанци кои аплицираат за специјална имигрантска виза и нивните семејства. Центрите за депортација во Турција се веќе преполни, а продолжуваат да пристигнуваат и нови бегалци од Авганистан. Гласот на Америка посети еден ваков центар. Хедер Мурдок го има извештајот од провинцијата Ван, која се наоѓа до границата со Иран. Бегалците од Авганистан велат дека минувањето на оваа граница од Иран кон Турција е шанса за слобода и безбедност после месеци и недели напорно патување.
Но кога ќе влизат во земјата, многумина почнуваат да се надеваат дека ќе избегнат полицијата и депортацијата. Оние кои ќе бидат фатени често се држани во кампови за депортација. Голем дел од нив се деца. Бегав од полицијата и паднав во длабок ендек, па ја скршив ногата. Турските власти не однесоа на едночасовна тура на кампот за депортација кој се наоѓа недалеку од границата. Вела дека нивна цел е да спречат повеќе бегалци да влезат во Турција и да побараат азил, но исто така сакаат да ни покажат дека хумано се однесуваат кон луѓето. Во оваа установа има 126 соби. Сите ги исполнуваат меѓународните стандарди. Надлежните велат дека 80% од луѓето во оваа установа се од Авганистан и дека не може да бидат депортирани поради логистички и хуманитарни причини. Турција е домакин на над 4 милиони бегалци и баратели на азил, повеќе од било која друга земја во светот. Владата тврди дека не ги присилува луѓето да се вратат назад преку границата во Иран, но многу бегалци велат дека откако влегле во Турција биле вратени назад и тоа повеќе пати. Учениците во Соединетите држави се вратија на настава, иако се зголемува бројот на случаи на COVID-19 низ целата земја. Експертите велат дека сечениот и децата се поранливи на варијантата Делта. Се поставува прашањето како да се заштитат учениците, особено оние кои се премногу млади, за да може да се вакцинираат. Откако пандемијата ги погоди САД, над 36 милиони американци беа заразени, од кои 4 милиони беа деца, според Американската академија за педијатрија. По релативно мирни неколку месеци, варијантата Делта предизвика нов наплив на случаи, во исто време кога децата се враќаат на часови за новата учебна година. Никој под 12 годишна возраст не е имунизиран, значи по дефиниција има огромно подложно население. Втората загриженост е дека во Америка луѓето ги симнаа маските на почетокот на летото. Со самото отстранување, тие почнаа да се собираат заедно за прв пат и се појави голема можност вирусот повторно да се пренесе од едно на друго лице. Најтешка ситуација, велат експертите, може да се забележи на југ, каде стапките на вакцинација се ниски, а варијантата на Делта се шири особено брзо. Исто така, голем број гувернери во држави како Флорида, Тексас и Аризона ги забранија мандатите за маски, иако некои училишни области наводно се спротивставиле на тие наредби. Ако учениците одат на училиште без маски и останат без маски, да речеме од септември до декември, тие ќе ги заразат повеќето деца што посетуваат училиште. Тоа е сега многу повеќе преносливо отколку што беше минатата година. Доктор Дени Бенџамин, специјалист за детски инфективни болести на Универзитетот Дюк, учествуваше на 3 студии кои ги разгледуваа влијанието на маските за лица врз ширењето на COVID-19 во училиштата. Проучувавме над милион деца и возрастни изминатава пролет, без дистанцирање, 3 деца на автобуско седиште, училишта кои работат со полно работно време. Шансата детето да зарази некој друг на училиште беше 1% или помалку. Значи јасно е дека носењето маска беше ефикасно за да се спречи пренесување. Но оние што се противат на носењето маски за лице тврдат дека таквите наредби ја нарушуваат нивната слобода и дека носењето маска на лицето е прашање на личен избор. Многу други пак изразија недоверба кон владата и незините тврдења дека вакцините се безбедни. Во меѓувреме, експертите велат дека вакцинирањето на повеќе луѓе е клучно за контрола на вирусот. If we vaccinate the community, then the schools are safe. Ако ја вакцинираме заедницата, училиштата се безбедни. Секој возрастен поврзан со училиштата треба да биде вакциниран. Ако не се, срам да им е. Кога ќе се отворат училиштата, очигледно треба да се обидеме да ги вакцинираме сите наши деца на возраст од 12 години и постари. Со брзото ширење на Делта варијантата, Американската академија за педијатрија веќе ги охрабри регулаторите за здравствена заштита да одобрат употреба на вакцини против COVID за деца на возраст од 5 до 11 години што е можно поскоро, но не се очекува одобрување уште неколку месеци. Тоа беше и последната информација во ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон.